Фактографијата за револуционерната дејност на најголемиот македонски син вели дека Гоце Делчев се приклучил на македонската револуционерна организација во ноември 1894 година и за многу куз временски период станува еден од најважните неизини алки. Неговото влијание врз зацврстувањето на организацијата и за привлекувањето голем број луѓе со револуционерни идеи било исклучително големо, но не помал бил и неговиот ангажман за набавка на оружје и револуционерна литература. Во поглед на ослободувањето на Македонија од петвековното османлиско робство, Делчев се залагал тоа да се оствари со добро организирано востание. Во таа смисла познати се неговите зборови. Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешно востание. Кој мисли поинаку да се ослободи, тој се лаже и себе си и другите. Во револуционерната биографија на Делчев една од најзначајните активности датира од април 1896 година, кога тој заедно со Ѓорче Петров биле ополномоштени да го изработат правилникот и уставот на тајната македонско-одринска револуционерна организација, која подоцна била преименувана во внатрешно македонска револуционерна организација. Во тоа време Гоце Делчев ја прекинал својата учителска дејност и во целост се посветил на револуционерните активности во организацијата. Делчев ќе остане запаметен и како ревносен противник на предвременото и недоволно организиране кревање на востание, подоцна познато како Илинденско востание. Сите засилени активности пред неговото трагично загинување биле насочени токму кон спречување на ангажманите за кревање востание, кое според него било осудено на пропаст. Во таа негова мисија, ноќта на 2 мај пристигнал во селото Баница, каде што се сретнал со негови блиски соработници, меѓу кои бил и Димо Хаџидимов. За жал, веројатно како резултат на предавство, утрото на 4 мај во таа 1903 година османлискиот аскер го опколил селото. Затоа дознале Гоце и неговата дружина и се обиделе низ борба да го напуштат селото за да го спасат од палење, но во таа борба Делчев бил смртно погоден. Така сгаснал неговиот голем сон да си ја види татковината слободна и независна. Ете, од тој ден до ден денешен поминаа точно 115 години. Толку години трае непреболот на Македонија за својот најголем син. Нам и на генерациите по нас ни останува да го чествуваме и негуваме споменот за него.